Во театар комедија неодамна премиерно беше одиграна представата Олд Сейбрук во режија на режисерката Нина Николич. Бевме таму и поразговаравме со дел од екипата, па проследете го прилогот во продолжение. Нина, неодамна се одржа премиерата на представата Олд Сейбрук од Вуди Ален во твоја режија. Ете, честитки за твојата нова представа. Вуди Ален е многу специфичен и третира многу екзистенцијални прашања, врските ги обработува, релациите и така натаму. Па кажи ни како дојде на идеја, како се случи токму негово дело да режирате? Па да, токму поради тоа кое што и самата го спомна, всушност станува збор за едно дело кое пред се ми се допаѓа како фабула и кое што ми се допаѓа како порака која што ја испраќа, и во таа смисла се решивме да го работиме. Немавме специфично намера да го земеме Вуди Ален како автор, туку идејата да се работи ова дело дојде од самиот факт што и мене и на целата екипа ни се допадна ова дело. Многу интересно како и Вуди Ален, па еве сега ќе ни кажеш и ти како сето тоа го имаш пренесено во представата. Сето она што е под површината е многу некако поважно и поважно да се дискутира отколку она што е на површината. Па како тој аспект би го објаснила ти? Многу често она што се гледа површински, генерално и во животот и секаде, не е онака како што е суштински. Токму така, па се повторно би се навратила и на првото прашање во однос на тоа зошто Вуди Ален. Всушност Вуди Ален, бидејќи на многу едноставен начин допира до повеќе слоеви до кои ние всушност тешко допираме во животот и се обидуваме всушност да не ги отвараме, бидејќи тоа се теми кои во крајна линија знаат да бидат и болни, трауматични и работи за кои што не сакаме да говориме. А Вуди Ален из многу едноставни конфликти всушност, многу едноставни диалози и навидум едноставни врски успева практично да раскаже приказни и да отвори теми кои што се навистина важни за екзистенцијата на еден човек. И во моментов, например, една од најзначајните реплики за мене, а и за целата екипа е всушност репликата која што гласи: на сечи живот му е потребно малку фикција, бидејќи многу реалност е гадна работа. И во поглед на тоа, знаејќи во какво време живееме, знаејќи што остана зад нас во изминативе неколку недели, важно е некако да се потсетуваме на тоа дека животот знае да биде болен, знае да биде трауматичен, и ние сме должни да се бориме со таа реалност со која живееме, но и да се обидуваме на едноставни начини да се бориме и да доаѓаме до некаква среќа, ако ништо друго, барем моментално. Апсолутно, многу баво срочено. Ева да спомнам и за актерската екипа. Врвни актери се дел од овој проект, па кажи ни накратко за соработката со нив. Па да, токму така, навистина врвни актери. Станува за збор за екипа која што навистина знае многу добро да соработува, знае да дава своји идеи, знае да се бори за своите идеи и навистина на многу креативен, ненаметлив начин да допринесува за градење на една заедничка целина. А градењето на заедничка целина е основна работа во театарот, бидејќи доколку не се сите вклучени со подеднаква жар, со подеднаква љубов, со подеднаква ангажираност, тогаш театарската уметност практично и не е возможна. Како беше атмосферата на подготовките на самите проби? Претпоставам вие долго време се знаете едни со други, но како всушност сите доловини и на гледачите, како изгледаше целиот процес? Па би можела да кажам весел процес со многу проблеми во поглед на болести, отсуства поради оправдани причини, меѓутоа на крај некако успеавме токму поради причината што ние сме многу блиски уште од студентски денови. Со повеќето од актерите студиравме заедно на ФДУ, со дел од нив веќе долги години се дружиме и соработуваме. Еве на пробите се шегувавме за тоа дека фактички ние веќе работиме повеќе од 15 години заедно и тоа е нешто што е бесценето и кое што е реткост и кое што представува основа некаква за тоа да може процесот да биде задоволство. Бидејќи често пати ние се разбираме и без збор, често пати си даваме поголема слобода од онаа која што можеме да ја дадеме
во услови кога не би се познавале доволно. Благодарам многу и успеси понатака. Благодарам. И еве сме понатака во театарот Комедија, зборуваме за Олд Сейбрук, премиерата на представата беше неодамна, но ние зборуваме и со актерите. На моje големо задоволство има можност да разговарам и со актерката Маја Љутков. Таа игра улогата на Сенди Маквел. Токму, ете, Мај, пред да се вклучат камерите, ви благодарам пред се што зборувате за Неделен микс емисијата. Вуди Ален со неговиот екзистенцијализам и темите кои што ги третира е навистина специфичен, тоа некако го спомнавме пред да се вклучат камерите. Па како вие го доживувате Вуди Ален и кога дознавте дека ќе играте токму улогата на Сенди, како се почувствувавте? Па јас Вуди Ален со сета должна почит кон Вуди Ален, многу го сакам и многу го почитувам. Вуди Ален е голем уметник, голем режисер и одличен е во ова што го прави. Мислам, Олд Сейбрук е една многу интересна екзистенцијална драма со многу интелигентен хумор и исклучително возбудлива е да се работи, да се биде дел од нејзе. Јас играм улогата на Сенди Максвел, кога дознав, не знаевме во принцип кој што ќе игра, меѓутоа на моје огромно задоволство ја играм улогата на Сенди. Сенди е една исклучително захтевна улога која на големо многу сум и благодарна на режисерката Нина Николич која ми ја довери мене и сум многу среќна со неја. Јас не би ви откривала ништо специјално за Сенди, освен тоа што ќе ве поканам да дојдете, да ја видите па да одлучите како јас сум се справила со Сенди Максвел. Инаку ми беше исклучително интересно и многу сум среќна што сум дел од оваа екипа, дел од оваа представа и што ја играм баш Сенди Максвел. Одлична екипа сте, врвни актери се дел од самата представа, така што верувам дека ќе има интерес и кај публиката. До сега веќе навистина голем интересот, се надам дека ќе биде така и понатака. Но да се навратам на самите теми кои што ги третира Вуди Ален и како вие тоа го доживеавте. Многу често тој, нели, и генерално во животот е така, она што е на површина не е секогаш така како суштината. Па како вие сметате за тие аспекти? Што вие мислите, дека многу често се случува, нели, и во самите негови други дела, да тој некако загребува многу повеќе подлабок. Такви се релациите всушност и на паровите во... Точно. Генерално се работи за испливување на неверства, за решавање на неверства, за признавање на неверства. Меѓутоа има една реплика во представата која мислам дека ни е некаков хайлайт и во представата, па и во животот. Нели сите се овие во представата се животни ситуации, на секој му се случуваат. Вуди Ален има напишано во една изјава дека се има старомодни начини на изневерување. Посебно во Олд Сейбрук, меѓутоа има една реченица во представата која вели клучното е прошка. Простувањето е возвишено над човечко. Треба да можете да простите. Така што јас би се задржала на тоа. Да не откриваме понатака во однос на гледачите. Кажете ми за самата соработка со актерите, како што спомнавме, вие добро и се знаете меѓу себе, но кажете ни за самиот процес, колку време се подготвувавте, како изгледаа пробите? Јас имам голема среќа да бидам веќе долго време дел од оваа иста екипа, дали и во претходните представи. Многу сум среќна и некако многу убаво функционираме и многу убаво комуницираме дури и без зборови. Значи, секогаш пробите се исклучително забавни, исклучително полни со смеење и секогаш на крајот на денот си викам, само ми се потврдува фактот дека се занимаваме со една од најубавите професии на светот и особено кога мене ова ми е веќе втора соработка со Нина Николич, особено процесите со Нина Николич се многу интересни затоа што во себе покрај сета таа радост и смеење нудат една голема дисциплина и самодисциплина кај актерот, кој некако незабележително Нина го провејува низ целиот процес. Нина е просто самата таква и успева да го префрли тоа на екипата. И она што ме прави исклучително горда и среќна што таа токму Нина на секој од актерите му дава исклучително подеднакво време да брилира на сцената.
Што е исклучително важно, енергијата помеѓу режисерот, актерот, актерите меѓу себе и публиката ја чувствува и тоа е неминовно, апсолутно. Маја, нема да ве задржувам повеќе, вие се подготвувате за вечерашната представа, ви благодарам многу за разговорот и ете, нека трае оваа представа долго. Дај Боже, јас ви благодарам многу на убавата најава, на убавите зборови, на убавите прашања и сите ги поканувам да дојдат да видат Олд Сейбрук. И ви благодарам уште еднаш. Тони, здраво и за тебе. Еве, пред изведувањето на представата, ти благодарам што одвои време да поразговараш со мене и да им пренесеме на гледачите за твојата улога поконкретно. Ти си писателот Макс во оваа представа и тој има малку поинаква улога од останатите улоги, малку по, да кажам, необична, па еве чисто на кратко, може слободно да ни кажеш за самата твоја улога на писателот. Вака, фала ви прво и вас на тоа што дојдовте и што се потрудивте да дојдете и да поразговараме во врска со представата. Мојата улога сега ќе ми биде малку тешко за да пробам да не откриам многу, за да не правам спойлери, што ви рекле англичаните. Мојата улога е улогата на писателот кој всушност ја пишува драмата, не она што пола од она што го гледаме фактички. Тој е еден писател што пишува драма, има креативна блокада, ја остава својата драма некаде во фиока, недовршена, затоа што просто не знае како да ја дотера идејата до крај. Ликовите од драмата, неговите ликови, оние што тој ги создал, му се лутат, затоа што тој ја нема довршена драмата, излегуваат од фиоката во која што стои драмата, го заробуваат него и почнуваат да живеат и како нормални луѓе со надеж дека ќе ја завршат драмата, може би повеќе кажав од тоа што треба, меѓутоа мојот лик е еден од реалните, да речам, во една фантазија, ако може како жанр да се смести, иако не е баш само фантазија, меѓутоа има такви елементи. Да. Па добро, тоа е Вуди Ален всушност и во неговите филмови можеме да видиме реално со фантазија, тоа го прави него необичен, а и режијата на Нина Николич тука нели си има свој печат секако за сето тоа да изгледа привлечно за гледачите. И она што го спомна ти дека нели потоа си продолжуваат паровите, односно актерите во представата да глумат, да живеат како претходно. Е сега како е тоа живење? Дали сепак продолжуваат со доза на некоја лажна слика да живеат или сепак може под површината да се загребе малку, па некако и вистината да излезе на виделина кога стануваат збор тие екзистенцијални, односно релации, врски, партнерски и така натаму? Живеат баш како во реалниот свет, баш како реални луѓе, мислам. Никој не знае дека тоа се ликови, дека не се открие подоцна. Така што тие живеат баш како сите нормални луѓе, ги имаат сите екзистенционални проблеми, има една сексуална фарса меѓу повеќето од ликовите, меѓутоа ајде да не откривам многу, ќе дојдат гледачите и ќе видат. Кажи ми, Тони, какви беа твоите впечатоци од самиот процес, тој и останатите колеги твои ги праша во смисла соработката и со режисерката Нина Николич и со актерите, вие добро се знаете, колку е тоа всушност плюс во креирањето на една представа? Па супер, мене со Нина ова ми е втор процес, првиот беше пар распар и навистина имаме одлична соработка, си поминав супер и првиот и вториот процес исто и овој, многу креативно, многу возбудливо, многу интересно, секоја проба беше нов предизвик за нас, секоја беше се поинтересна од претходната, со колегите се знаеме, соработуваме сега и со тука е Благој Веселинов и Дарија Ризова, Атанас Атанасовски, Маја Љутков, Тино Костадинов и Валентин Костадиновски и Елена Кузманов. Со дел од моите колеги кои што работиме тука се знам многу добро, со Благо и Дарија до сега не сме соработувале, меѓутоа беше навистина интересно и многу убаво искуство така со нови колеги да размениме искуства и да соработуваме и можам да кажам само пофални зборови за целиот процес, навистина си поминав многу убаво, како јас така и сите. Тоа е исклучително важно за успехот на една представа и Тони за крај, како се подготвуваш на самиот ден на представата, како се чувствуваш на самиот ден на изведба на представата?
Па едноставно не поминува времето. Од сабајле до вечерта не поминува времето и што и да правиш, стоиш во место. Цело време си фокусиран на тоа што се случува вечер и едва и чекаш да доеш во театар, просто не те држи место. Немам некој посебен ритуал на тоа што правам на денот, односно дома, гледам да не се заморувам многу. Гледам да одморам што е можно повеќе и потоа доаѓам тука, се загревам, седам со колегите, разговараме и сите едва и чекаме да дојде вечер и утре вечер. Колку всушност театарот е начин на живот и колку го одвојуваш театарот од вистински живот и што за тебе те представува театарот? Па театарот за мене представува голем сегмент од мојот живот. Многу голем, огромен. Знаете, она што ќе одберете да го работите е многу голем дел од вашиот живот и е една од најбитните работи во животот на еден човек. Јас сум многу среќен што одбрав да работам нешто што навистина многу го сакам и тоа не го кажувам затоа што така треба да се каже, туку навистина сум заљубен во својата професија и поминатото време овде и поминатото време дома со најблиските ми е еднакво убаво и еднакво сум среќен и овде и дома, што е една голема позитивна страна за нас актерите, да речам, затоа што навистина сме големи влюбеници и ентузијасти во тоа што го правиме. И тоа се гледа. Се надам дека понатака со истиот жар ќе играте во представите. Ти благодарам многу и ти посакувам успешна изведба. Ви благодарам и вам. И Ева Атанас непосредно пред изведбата на представата Олд Себрук, ти благодарам што не прими во твојата гримиорна. Кажи ми за почеток како се чувствуваш пред изведба на представата? Неодамно имаше премиера оваа представа, веќе се позитивни реакциите на публиката, па како си ти задоволен од досегашното и како се подготвуваш овие неколку минути пред почетокот на представата? Искрено се пробувам да се смирам колку е можно повеќе. Точно сме 6,5, значи саат и 30 минути до почеток на представата. Пробам да се смирам, да проверам текст, да влезам во некој мут за ликот, да го облечам костимот, да се нашминкам и да излезам на сцена. Да пиеме на еспресо и да излезам на сцена. Хал Максвел е улогата која што толкуваш ти и Вуди Ален со неговата посебност и во раскажување и во самото дејство е навистина посебен. Нина Николич што одлично го има сработено како режисер, но се зборува нели за тие релации, врски, кои што се специфични, на тој начин и самиот Вуди Ален ги презентира. Па кажи ни во однос на твојот лик, како ти го доживуваш твојот лик, Хал? Хал Максвел е еден сметководител кој што има многу голема желба да биде драмски писател, односно да пишува и поезија, пишува и драмски текстови и во овој случај во представата вечера што играме добива можност да ја доврши истата што ја гледаме. И е тој еден човек кој што не е среќен со својата професија. Знаете, има многу голем број на такви луѓе што не го избрале тоа што треба. Многу голем проблем е тоа го сватив јас по некои мои пријатели кои што се уште се бараат, на 35 години се уште се нема најдено себе си што точно сака да биде во животот. Тоа е еден голем проблем за таквите луѓе и кога не си среќен во тоа што си, како ликов на Хал Максвел сметководител, секогаш бараш да најдеш нешто во кое што ти би ти исполнил и ти би бил најсреќен. И за некаква среќа на Хал му се случува тоа и успева да интерпретира пред другите, мислејќи дека он знае како се прави, како се пишува на драма. Да, тоа е многу специфично, како што спомна и самиот, тоа незадоволство може и на другите, на луѓето кои што не обкружуваат да се пренесе, нели? Кога сме ние незадоволни, таа негативна енергија се шири и околу луѓето. Тоа е случајот, представам, не е со тебе затоа што ти си влюбеник во театарот. Па и ве кажи ни колку всушност си среќен што оваа професија е одбра и колку ти значи оваа професија? Па искрено многу сум среќен што на рана возраст одлучив дека сакам со ова да се бавам и мислам дека го најдов вистинското. И многу сум среќен затоа што актерите се интуитивни луѓе кои имаат страшна обсерваторска моќ и многу се, како се вика тоа, интересни за дружба. Баш сега моите две деца беа во театарот и јас сваќам дека моите две деца во театар поубаво си поминуваат отколку во градинка. Мислам, они тука чим тука си го наоѓаат својот, како се вика тоа, па да, своето место за нешто што е интригантно, нешто мистично. Они не знаат, јас ги однесов на сцена. Сцената е, мислам, наместена за вечерашната представа, ама е, нели, црна.
Ама има нешто што они го препознаваат, а не знаат да го објаснат, нешто што ќе се случи, а не знаат што е. Тоа е театарот и сите луѓе што работат во театарот, сите мои колеги се супер луѓе и баш ми е кејф што можам, јас сум среќен човек што можам да го работам со луѓето што ги сакам, јас тоа што сакам да го правам, креативно да се изразувам и да бидам меѓу вакви луѓе. А колку е специфично да некои работи можеби од секојдневниот живот вие ги преточувате и во самата представа, па можеби самиот вие како актери се пробувате да бидете некој друг, а можеби некои елементи од тој лик имаме и сите кај нас. Многу често се случува во вистинскиот живот, во нашиот живот да зборуваме со реплики на нашите ликови. А многу често се случува и ситуации во кои што се напишани за ликовите да се случат во реалност и така и функционира целото и покрај тоа што е фикција, нешто мора да биде вистинито за таа фикција да биде, нели, веродостоен. А Вуди Ален е таков, нели, во неговата реалност секогаш внесува и фикција. Колку ти претходно знаеше за Вуди Ален, во смисла колку го почитуваше него и дали го почитуваше како режисер и сценарист и колку имаш истражено и гледано други негови дела? Па да, гледав, дури бев сега и на Sundance, имаше негова премиера на последниот негов филм. Гледам, секогаш бил возбудлив, дури старите филмови како Бананас. Секогаш Вуди Ален бил интересен, специфичен и различен во тоа што го правил. И се гледа тој по неговиот текстови, Олд Сейбрук, што е. И по сите негови филмови, секаде е различен од тоа што сите го очекуваме. Ама, добро, јас ја читав сега баш пред некое време, спремајки се за процесов, апропо ништо неговата книга. И во еден дел раскажува кога он на почетокот почнува да работи, да пишува, сакал да се докаже, едноставно чувствувал дека има хумор во него, ќе скратам да не бидам досаден за публиката и сакал да се пробие со пишувањето на смешки, немало како, порано биле само вестници како медиум кој што може да допре до некоја јавност и он на колумнистите што пишуваат за тие вестници им праќал по една смешка да му се објави таму. И од таму некој човек го видел па го викаа да почне да пишува скечеви за телевизија. И он кога пишува скечеви, самиот во апропо ништо книгата кажува дека имал прилика кога ги поделиле по тимови да пишуваат за различни комичари, он вика дека најчесто пишувале за лошите комичари, дека добрите сами си ги пишуваат своите настапи и смешки и хумор, но кога пишувале за тие лоши имал прилика да седи со Нил Сајмон. А Нил Сајмон исто еден гениалец кој што Вуди Ален вели дека занаетот пишувањето го научил од Нил Сајмон, дека Нил Сајмон е еден од тие, како се вика, old school, стара школа луѓе што станува од 9 са бајле и се бричи, пие кафе и почнува да работи, да пишува, затоа што најтешко е за тие што пишуваат, затоа што никогаш нема време за пишување. Ако ти е тоа професијата, мораш од сабајле да почнеш и така да многу големо влијание има Нил Сајмон врз Вуди Ален, а интересното е со Нина Николич режисерката, претходниот процес беше Нил Сајмон од Couple, распар всушност во нашиот случај и сега е неговиот ученик Вуди Ален со Олд Сейбрук, така да имаме како се вика тоа поврзаност, да. И еве да ни кажеш и ти за соработката конкретно со Нина Николич, таа е режисерката, како беше целиот процес и со останатите актери, навистина фантастични глумци играте во оваа представа. Па имам чест повторно да бидам дел од процесот кој што го режира Нина Николич, една интересна, многу фантастична режисерка. За колегите не би штедел зборови, туку би ги пофалил сите. Мислам, имам чест вечерва да играм со првенката на Македонскиот народен театар Дарија Ризова. Мислам, Благој Веселинов, Маја Људков, Тони Денковски, Елена Кузманов, девојка која само што ја почине, која актерка која нели како се вика тоа, сега се залетува. Да, сега почнува со Тино Костадиновски, добро соработката ни е константна, така да ужива во овој процес. Едноставно пресреќен бев затоа што секој ден доаѓав и се дружев и имав можност да разговарам на одредена тема со луѓе кои ми се драги. Комедијата е специфичен жанр, ние сите сакаме да се смееме, меѓутоа многу често во самата комедија и ти си препознатлив како актер кој што секогаш интересни анегдоти раскажува, нели, сцени, глумиш во многу представи и некако те знаеме по комедијата, но колку всушност е тешко да се игра овој жанр и дали и колку всушност во самата комедија има трагични моменти? Искрено јас го гледам ова како улога. Улога е улога. Дали во трагедија, дали во комедија, улогата е улога. Ти мораш да направиш и Хамлет плаче и Хал Максвел плаче и он преживува некои работи и на тој му се случуваат на тој, така да мислам дека секогаш е најважно ролјата, улогата да се направи без разлика во кој жанр е. Жанрот е жанр, мислам.
Да, но некако е многу тешко некогаш да се насме публиката. Навистина да испаднеш смешен, не е тоа да е тек така. Да, и тие што излегуваат смешни, и трагедијата е всушност комедија. Така, па така, да. Сакав да кажам дека тешко е да насмееш, мислам тешко. Мене ми оди сега да насмеам луѓе и сваќам дека е многу важно да се насмееш. Многу луѓе почнуваат да го поврзуваат театар, комедија со нешто што го викаат олеснување. Да. Нешто им се случува тука, нешто што не им се случило. Да. И сакаат да доаѓаат пак и јас го ценам тоа и им благодарам на сите тие луѓе да продолжат да ни веруваат и да доаѓаат кај нас на представи. И затоа сите ваши представи се многу посетени. Да, среќа што се посетени, ама најверојатно е заради тоа затоа што некои луѓе убаво си поминуваат тука. Атана, за крај, што би им порачал на гледачите, зошто треба да погледнат представата? Па затоа што... Со какво чувство ќе се заминат од како ќе ја погледнат? Еве, ќе раскажам нешто што се случи пред некоја проба во театаров. Имавме како предгенерална проба. Тоа се веќе прогони, каде што ние ја пробуваме представата фул, нели, целосна шминка, целосен костим, се. Со некои сега минимални недостатоци, но сепак ја пробуваме представата, ја вртиме. После не гледаа некои луѓе што не се блиски соработници во театарот и не гледаше Љупчо гардероберот, нашиот драг соработник. И го слушав јас додека траеше представата, он реагираше така погласно, ајде, знаеш како реакција, како гледа што се случи сега. И ме интересираше и заврши представата, викам Љупчо, што се случи? Вика брат, па ова како реалниот живот. И така да заради тоа го препорачувам да дојдат да гледат, се изгаси светлото, изгледа овде е крајот. Многу ти благодарам и успешна представа. Благодарам многу на интервјуто.